СДСМ го предводи концептот за Европска Македонија и работи за устварување на уште една стратешка цел на државата, а тоа е полноправно членство во Европската Унија до 2030 година. Ние денес имаме историска шанса и силна подршка од нашите стратешки партнери, Европската Унија, Соединетите Американски држави, да го донесеме и да го направиме и следниот чекор, да продолжиме по европскиот пат со отварање на поглавјата по кластери. Понудивме рака и на опозицијата. Понудивме рака за диалог и шанса да се приклучат на еднината на државата. И сега имаме нов момент на политичката сцена. И нова реторика, целосно различна од она што го слушавме во изминатата цела година, меѓутоа и во изминатите 5 години. На последната средба, Христијан Мицковски прифати и уставни измени. И тоа јавно го кажа на пресконференција и го повтори потоа во изјава дадена во Вести наредниот ден. Прифаќањето на уставните измени, јас знам дека им дојде како шок во ВМРО ДПМН. Можеби затоа зашто се случи нагло. Можеби затоа што само 2 сати пред лидерската средба, нивниот потпредседател излезе со став дека тоа никогаш нема да го прифатат. И јас имам разбирање за тоа. Една година гледавме протести, молотови коктели, фрлање врз институциите на државата, удирање по маси во собранието, свирење со вувузели, обвинувања за бугаризација, асимилација, го палеа договорот во собранието, свиреа, не можеше да се слушне мојот глас за Европска Македонија кога го држев говорот за усвојување на европскиот предлог. Ама кога гласот е искрен, кога верувате во праведна и голема цел, јас во тие моменти бев убеден дека сите на крајот тој глас ќе го слушнат и сите ќе се приклучат кон остварување на праведната цел. Затоа што праведна цел е да обезбедите европска иднина за вашите сегашни и идни генерации на граѓани. Цела година слушавме изјави како се на браникот, како се потпишуваа нотарски изјави дека нема пратениците на опозицијата да ги гласаат уставните измени. Носеа и принтаа маички на кои имаше збор кој означува негација. Носеа маички со не. Ние сме партија која секогаш носела афирмативни слогани за, напред, победа, подобро, заедно, рамо до рамо, иднина, резултати, тоа сме ние. И добро е што после цела година притисок врз пратениците, кои што се најмногу изложени во собранието, притисок врз министрите, за притисокот врз мене не ни зборувам, пошто кога сте се нафатиле да предводите нешто, тогаш не размислувате за притисокот кој што го имате. Меѓутоа, после една година, одеднаш со една изјава на пресконференција, се тоа не важи. И затоа кажав на почетокот, сите вие треба да бидете горди, бидејќи водевме и ќе водиме исправна политика која сите на крајот ќе ја препознаат. И одеднаш не е проблем делови од бугарскиот народ да влезат во уставот. Со една изјава прифатливи се уставните измени. Прифатено е учеството во владата на СДСМ и со СДСМ и со други
нормално коалициони партнери во владата. Нето стана да. Затоа што зборот да е секогаш посилен од зборот не. И затоа ние секогаш сме биле и ќе бидеме посилни од нашите политички опоненти. Јас имам во оваа работа многу лични емоции и многу лични моменти. Цело време бев обвинуван дека со одлуката која што ја донесов се прави бугаризација на државата, се прави асимилација на државата и сето тоа падна во вода. Одеднаш прифаќаат да влезат делот од бугарскиот народ во нашиот устав. Прифаќаат да влезат во заедничка, обедината влада, рамо до рамо со нас, за да државата ни оди напред. И јас сум подготвен да преминам преку сите лажни обвинувања кои што ги правеа, бидејќи големината е во простувањето, бидејќи тоа е за доброто на земјата. Знаеме ние дека опозицијата и во други прилики менувала став. Јас и на тоа сум подготвен. Овој пат промената на ставот е за доброто на државата. И затоа го поздравувам тој чекор. Тој чекор на Мицковски да ретерира и да прифати уставни измени е добра основа за диалог, како сега да ги спроведеме уставните измени, како да го заокружиме процесот до крај, заедно да го заокружиме скрининг процесот, заедно сите во општеството да ги отвориме поглавјата, заедно сите да затвориме барем 2 поглавја од првиот кластер, за да се види дека Македонија е подобра од сите други држави во пристапните преговори и на крај заедно да одиме пред народот на избори и народот да го каже својот последен збор. Дали сака европска држава или сака повторно да се враќа во она што го гледавме 10 години, кога им се продаваше на граѓаните лажен патриотизам, кога чувствата на граѓаните беа подпалувани, кога граѓаните мислеа дека се греат на топлина која доаѓа од некоја силна реторика, меѓутоа на крајот сватија, после 10 години, дека се греат на чевлите, на нивните чевли кои што им гореа на нозе. И затоа граѓаните сега ги полнат овие сали, затоа што веруваат во подобра иднина, во истата таа во која што јас верувам. И јас бев многу јасен на пресконференцијата. И тој беше многу јасен на пресконференцијата. И Дуи е многу јасна со соопштение на пресконференцијата. И затоа преземените обврски бараат посветеност за тој процес да се заврши. И јас ги охрабрувам да останат во процесот.